Во денешното издание на емисијата 15 минути со разговараме со Митко Андонов, представник на Board Game заедницата Струмица, човек кој што веќе околу 30 години се занимава со ова необично и интересно хоби. Најпрви здраво и добро ни дојде во емисијата 15 минути со. Здраво. Ајде за почеток да им објасниме на гледачите и за сите оние кои не знаат што точно представуваат Board Game игрите. Ова е прво во градот во Струмица, така. да објасниме значи на гледачите. Така. Најпрво во делот со друштвените игри, како што и спомна, повеќе од 30 години се занимавам со Board Games, уште од 7 години кога почнав со шах, која што е првата игра, да кажам, што се игра на табла, Board Games. Сето тоа стана и тренд во светот и се развиваше и мојата желба и да кажам интерес кон овие игри. Покрај шахот во тој период други застапени игри беа Монопол, за да им биде поблиску на гледачите, Монопол, па макар и на Луце човече и сите тие игри кои што се играат на табла, но се друштвени, односно се играат помеѓу со повеќе луѓе. Како дојдовме до идејата во Струмица? Нашата Board Game заедница брои некаде 20 на луѓе и ние активно се дружиме и играме повеќе од 10 на години во Струмица, но да кажеме редовно, веќе 5 години сме секоја недела, секој понеделник имаме одредени активности и еве сега благодарение на ова Board Game кафе веќе и можеме и секој ден да одделиме некое време за да може да играме игри или да се дружиме и слично. Така. Рековме прво во Струмица, дали во Македонија има отворено други такви Board Game кафиња? Одлично. Значи во Македонија пред 2 години се отвори првото Board Game кафе во Скопје. Овој објект е втор во Македонија и единственото од ваков тип. Покрај сите други останати бенефити, прекрасно кафе, опуштена атмосфера, одлична музика, тивко и смирено, кај што луѓето се расположени, може да разговарат на теми, но и да споделат, да играат некоја игра, да научат нешто ново. Мислам дека е прекрасна комбинација. Така. Кои се бенефитите од Board Game игрите? Според случувањата во светот, како што следиме ние, во се повеќе градови на светот се отвараат вакви Board Game кафеа. Бенефитите ги има од повеќе страни, но најважно е што повеќе од нив се интелектуални игри, за разлика од дигиталните игри кои што например младите, не морам сите, нели, од 7 до 77 ние сакаме да рекламираме, нели, да кажеме дека важи за сите. Овде има интеракција, има размислување, мора да се размисла логика, значи се развиват овие мозокот се развива затоа што мора да се гледат сите комбинации и следни чекори и во самата комуникација со луѓето исто се развиваме и во тој дел. Има некои нови начини, да кажам, или според некои стати што ги следиме, во последните години дури во некои институции како што се FBI, CIA и слично, ги тестираат на овие начини за да видат како размислуваат, логиката како им функционира, значи колку можат да размислуваат чекори напред и слично. Така да во таа страна мислам дека бенефитите се доста големи за сите, и битен момент е што сакаме да створиме нешто различно, каде што новите генерации ќе имаат опција. Според мене, тој мој личен став, е дека во денешно време немаме доволно избор што да им се случува на младите. Значи, постојано дел од нив тргнуваат по лоши патишта или се асоциализираат, значи некомуникативни стануваат и слично. И мислам дека со друштвените игри им даваме една опција каде што ќе имат можност да
да се опуштат, да комуницираат, да играат, малце да се тргнат од мобилните телефони, таблети, лаптопи, кој што е најголемиот порок на денешницата. Тоа е најстрашното нешто, е баш тој момент. С оглед на вашето 30 годишно искуство со ваквите друштвени игри, ајде да направиме една компарација помеѓу друштвените игри и дигиталните игри. Дигиталните, да. Електронските игри, компјутерските игри. Не можем, значи не би сакал да тврдам дека нешто е подобро или полошо, меѓутоа дефинитивно според сите испитувања, истражувања и анализи, младите, децата посебно стануваат зависни од дигиталните апарати. Значи дигитализацијата си го прави своето, ние немаме против тој момент секако, но многу тешко се контролира и регулира тоа. Значи кога тоа ти баш како некоја дрога е за младите, мислам тоа го знам од искуство со своите деца. И баш заради тоа и сметаме дека подобра опција е вака друштвена игра кај што ќе бидат на страна од дигиталните уреди, која би била споредбата е со дигиталните уреди пак ги врзуваме, со дигиталните игри пак се врзуваат со компјутерите и телевизорите и се асоциализираат. Пак секој сам за себе седат пред телевизори, пред компјутери, пред мобилни многу почесто. Така да дефинитивно дружењето е бенефитот е дружењето, но и развивањето на комуникација, затоа што покрај играта и помеѓу игрите и во време на играта пак има комуникација, развиваат споредуваат мислења, разговараат на други теми. Комуникацијата е еден битен елемент кој што мислам човек со човек бидува. Сам ова со дигиталните игри сметам дека сите се дистанцираат од останатите и мислам дека тоа е лошиот момент. Така. Тука можам да видам значи голем број избор на секакви игри. Дали возраста е битна за Одлично. Кои може да доаѓаат од која возраст до која? Да. Па интересно прашање. Значи во делото прво за нашата колекција успеавме во овој период да собереме некаде околу 200 друштвени игри и мислам тоа сепак една завидна бројка на игри и ги имаме сите најнови изданија на Board Games и ги следиме трендовите кога излегуваат нови, значи да бидеме присутни да можеме да ги набавуваме и новите игри. Имам исто и македонски игри, исто во Македонија почна да се развива и таа индустрија, да кажам, во Скопје има неколку компании кои произведуваат игри од светски ранг, така да одлично е и тој момент имаме и такви игри. Сега во делот со возраста имаме игри кои што се прилагодени и за помлади и за повозрасни. Но можем да ја видиме ова пред нас, валјда е некој подетска. Да, малку е подетска, но зависи, некогаш и никој сакаме да биде поопуштено за да се насмееме, има можност да играме истата. Вика 8+, значи од 8 години, повозрасни од 8 години. Имаме игри и за 7-8 годишни деца, но и за 70 годишни луѓе. Поважно е тежината на игрите. Мислам дека овој момент е доста важен, затоа што ние како поискусни во тој дел навлегуваме во постојано покомплицирани игри кои што може да се играат и 4, 5, 6 часа една игра и сметам дека тоа е моментот кај што треба да биде внимателно. Луѓе кои што не се навлезени во ова, не би требало првиот чекор да им биде со такви игри, затоа што ќе им биде одбивно. Тоа е мое лично мислење. Секогаш кога започнуваат луѓето треба да бараат некоја едноставна игра со краток тек, 30 минути, 40 минути, да нема многу потези и опции, нели, да биде повеќе од забавен карактер и вклучено елементот на среќа, нели, со случајност да кажам, додека овие понапредните игри имаат повеќе стратегија, размислување, логика, следење на соиграчите и мислам дека тие се во некои последни чекори. Така. Бидејќи станува збор за друштвени игри, а моментално сме во една пандемија, светска пандемија, како се справувате со тоа? Затоа што ова се игри, друштвени игри, што се играат на маса со колку 20-40? Па имаме игри кои што за жал сега и не можеме да ги играме со ситуацијата, односно за 8 луѓе, за 12, меѓутоа во овој период тоа ни е оневозможено и практикуваме да играме игри кои што се до 4 луѓе заради прописите. Значи има правило така. Да, и мораме да се придржуваме до тоа. Ги одржуваме сите прописи и правила како што треба.
задоволни сме што имаме опција вака и да се дружиме, да излеземе од дома, па да колку толку да се социализираме, но според сите правила ќе чекаме некои подобри времења за дружење со поголеми игри. За сега имаме опција со 2, 3, 4 играчи и исто сето тоа е како што треба. Така, имате доста интересен концепт. Мене посебен впечаток ми остави No Stress Monday. Monday, да. Зашто точно станува збор? Па No Stress Monday е еден бренд кој што го развивме пред 5 години и идејата започна знаејќи не сите ние во какво време живееме, во такво окружување. Понеделникот ни беше доста стресен. Значи апсолутно многу случувања, многу телефон, цел ден милиарда комбинации, една обврска, друга, трета и не се постигнува. И развивме концепт што да направиме за да си го спасиме денот понеделник. Одлучивме во понеделник да го правиме тоа што ни е омилено, нашето хоби, board games. Така да кога ќе дојде понеделник наместо да биде стресно, ние се радуваме дека ќе имаме можност да се дружиме и да играме во понеделник навечер. И од 18 часот попладне практикуваме No Stress Monday, тоа значи дека ги оставаме мобилните на шанк и седнуваме на маса да играме. Значи посветени сме 3-4 часа, 5 часа без мобилни, без други дистракции да кажам и малку опуштање и малку време за себе. Така да тој бренд се разви доста. No Stress Monday освен поради пандемијата, па не пропуштаме секој понеделник, тоа е и за секој кој што сака да се дружи, за нови луѓе. Исто значи да знаат секој понеделник ние го имаме No Stress Monday како еден од нашите, ајде да кажам, концепти, интересни концепти. Кои други активности ги имате како за почеток, дали нашите млади се заинтересирани за board game игрите? Ивана, различни денови, имаме воведено некои различни активности и тоа се прилагодува спрема, нели, во зависи од периодот. Меѓутоа, еден од деновите имаме направено учење на нови игри, каде што луѓето ќе може да дојдат и да повеќе од нас ќе бидат вклучени, баш да им објаснат како се играат, кои се правилата, па да ги упатат, нели, да им покажеме кои игри да ги играат, нели, кои се соодветни за таа возраст или за таа, ајде да кажам, за толку голема група. Тоа е еден од концептите. Друг ден имаме како Family Day, односно фамилијаро кај што може да дојдат родители со деца, например, па да може заедно да играт некоја вака фамилиарна игра. Имаме и такви игри, фамилиарни игри. Реков No Stress Monday, така да ќе имаме различни денови, некој различен концепт кој што ќе може да го практикуваат посетителите. И како за крај, Митко, вие со вашето големо искуство, нели, како представник на board game заедницата, кажете го вашиот апел до младите за board game. Супер. Па јас еве како едно си жена се во ова, најпрво задоволен сум и благодарен сум што се повеќе луѓе се приклучуваат кон овој тип на забава. Како што реков, ние имаме веќе преку 200 игри и веќе луѓето го согледуваат тоа, имаме нови посетители кои што се приклучуваат и сакаат да играат и ние сме веќе ги следиме светските трендови во тој дел. Со ова сакам да постигнеме да ги повикаме сите, ќе кажав младите, но јас би сакал за сите, пошто не е само за младите, да се оттргнеме од секојдневието и да воведеме, да внесеме малку жар и малку различно нешто во животот на луѓето. Патиме од моментот на, како што викаме во Струмица, се таа пата, па ние овде не е, никогаш не е се таа пата, секојаш е интересно, секојаш има нешто ново, секојаш е различно, интересно е, насмејани луѓе, ведро е. Би сакал да ги повикаме луѓето да се тргнат од секојдневните дигитални апарати кои што ни стварат зависност, интернет, стрес, мобилните, компјутерите, коцкарниците и кладилниците, да воведеме нешто различно и да имаме можност да се социализираме, затоа што само на тој начин ќе можеме да кажам, комуникацијата е еден од најбитните моменти во човештвото. Така, тука мора да се одјавиме, затоа што мислам дека 15 минути мислам ние се доволни за да кажеме се. Да. Но толку ни е времето, јас ти благодарам што одвои од вашето време, што беше гостин во 15 минути. Ми беше задоволство. Задоволство и моје.